Уапсената аналитичарка од МВР што зема мито за лажно доделување на социјален стан е во духот на промените што ги најавува новата влада во борбата со корупцијата во јавниот сектор. Експертите препознаваат нов ветар на промени кои што треба да донесат конкретни резултати во битката против корупцијата во сите пори на општеството. Поранешниот председател на антикорупцијска, Ѓорги Сламков, за Алфа вели дека очекува чешлање и детална ревизија на сите министерства и клучни институции во нивното материјално-финансиско работење. Ова според него треба да биде првиот чекор што треба да го направи новата влада. Ке треба се стават нови луѓе, нова енергија и да почнат процеси. Моje мислење е дека ќе треба се прави ревизија на огромен број институции, посебно институции кои што во делот на материјално-финансиското работење. Значи секое лице кое што ќе стане функционер, прва работа која што треба да ја направи е ревизија на работењето на претходникот, бидејќи во минатото се изнаслушавме на разни сомневања за постоење на коруптивни елементи во бројни институции. Тоа е првата работа која што ќе треба да се направи. Ова што сега го имаме, 2-3 случаи последниве неколку денови, тоа можеби повеќе да го кажеме во духот на промените кои што настанаа по завршувањето на изборите и нивните резултати. Ако службеничка на МВР земала по 15.000 евра мито за да спреми фалс документи и додели државен стан, уште колку службеници на повисоки функции се дел од коруптивниот ланец во институциите. Нова прашање според професорот Сламков одговори треба да даде проширената истрага за аналитичарката од МВР, која очигледно не можела сама да преговара до делување на социјални станови и да спрема фалсификати. Сламков се сомнева дека во криминалот се вклучени и други луѓе кои можеби не се од МВР, но се дел од други институции и министерства, надлежни за доделување на социјалните станови. Тој ја поздравува најавата на министерот Панче Тошковски дека ќе следи проширување на истрагата до крај, за да се санкционираат евентуалните службеници кои земаат мито. Станува збор за кривично правен настан кој што тешко може едно лице самостојно да го изврши. Значи, јас се сомневам дека станува збор за организирана група во која што се инволвирани и лица од некои други институции, поаѓајќи значи од целта на која што се работи во тој кривичен правен настан. Сметам дека истражните дејства кои што ќе се преземат во наредниот период, дека ќе покажат инволвираност на такви други лица, односно дека ќе станува збор за многу поголем кривично правен настан отколку извршувањето на ова дело од страна на едно лице. Дека Македонија е заглавена во корупција сведочи последниот извештај на Transparency International, според кој земјава на 76-то место во светот од вкупно 180 држави. Најголемата забелешка на извештајот за 23-та е дека собранието го поткопа судството со измените на кривичниот законник преку намалувањето на казните за злоупотреба на службената положба, како и застарувањето на актуелни процеси за корупција. Представниците на меѓународната заедница во Македонија постојано критикуваа дека власта не води вистинска борба во искоренувањето на корупцијата од владините редови и во сите сфери на општеството.